На денешната јавна расправа на Законот за игри на среќа, министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска изјави дека предложениот закон за игри на среќа не е рестриктивен, туку има цел да воспостави рамнотежа меѓу економската активност и заштитата на граѓаните и јавниот интерес. Овој закон не представува рестрикција без цел. Напротив, тој представува обид да се воспостави рамнотежа помеѓу економската активност на легалните приредувачи и обврската на државата да ги заштити граѓаните и јавниот интерес. Очекуваните резултати се поголема транспарентност, подобра контрола, посилна заштита на малолетниците, намалување на нелегалните активности, поефикасно спречување на финансиските злоупотреби и зголемени приходи во буџетот. Предложениот закон представува чекор напред кон современ, ефикасен и европски усогласен систем за регулирање на игрите на среќа во Македонија. Според Асоциацијата на спортски обложувалници на Македонија, законот нема да ги заштити граѓаните или намали негативните последици од злоупотребата на игри на среќа. Овој закон нема да го намали играњето на игри на среќа, ниту ќе ги заштити младите, а уште помалку ќе ги спречи или намали негативните последици од злоупотребата на игрите на среќа. Овој закон ќе го направи спротивното. Ќе ги затвори легалните приредувачи, ќе отвори вратата за нелегалната индустрија, ќе ја прошири сивата економија со една вистинска цел за да се случи најголемата монополизација на оваа индустрија во историјата на државата.